И пред стартот на овогодишната сеидба на оризот, земјоделците загрижени поради неповолните состојби со оваа култура од повеќе аспекти. Високите температури од преклани за роцетата сеидба од минатата пролет драстично ги намалија приносите и рендаманот, што производителите ги остави без очекуваните приходи. Таквите состојби во услови на скапа сеидба го доведуваат во прашање извршувањето на сеидбата на оризовата култура, бидејќи истата станува непрофитабилна. Прошла година имаше поголем допринос, помал рендаман. Оваа година е и доприносот е со 50% доле и рендаманот е со 50% доле. Ако се прашаме, немаме 400-450 кила просек на како арпа по декар, немаме 20 до 25% немаме бел по декар. И ако сета анализа направиме, ние сме у старт у дупка. Производството уопште се не исплаќа. Прво да речеме самата природа не сузби првата година со рендамана, а и фабриките малку не се воде ред со сни, со газдили, со фабрики или со шоќе, не знам. Самата клима втората година не сузби и водостопанството да си поведува сметка. Ако беше пуштено на време, може со 30% ти имаше повише квалитет. Ама ето за жал несречени се десини се и сега со рендамано, со приходу сме у колапс. За месец дена многу сега ќе почнат да речеме по ризари, кај ни најпрво почнуваат, а најпосле жнеат. Кај ни дали што е студена водата и они не се задоволни со приходите на оризо, а ние сме поготово па западниот дел, Спанчево конкретно, највише сланата и оштети оризите. Па 50% оваа година не може да посеат оризите. Единствената надеж на земјоделците им се субвенциите кои им се непотребни пред почетокот на сеидбата, но претседателските и парламентарните избори закажани за март и април ја блокираат исплатата. Чаре неисплатена субвенција, уште тоа ни преостанува. Ако дадат нешто да се осмелат према земјоделците, добро, ако не, оставаме на Бога. Проблем за земјоделците и долготрајната суша, која ги остави акумулациите полупразни, па плановите за сеидбата може да претрпат дополнителни рестрикции, што би било нов удар врз оризопроизводството.